Сашко и со Мак Петрол. Лоу, 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 лоу. Со Сашко и со Мак Петрол. Здраво дечки, здраво мали и големи, добро дојдовте во ЛОЛ, местото каде што детската логика е најсилна, а одговорите уште посмешни. Денес ќе слушнеме како Титаник потонал поради заклучен двоглед. Зошто кафето е опасно за децата? Или може би расте опашка? Дали диносауруси шетаат по шуми? И кој всушност не ги дава имињата? Родителите или некој мистериозен дух? Останете со нас затоа што овде ништо не е како што очекувате, а се е многу позабавно. Одиме! Знаеш дека никој не можеше да го спаси Титаникот. Зошто? Знаеш како? Зошто? Зашто капетанот ненето му текнал да Тој сврти шоферот на бродот? Да, ненето му текна да сврти порано, па после свртеа касно, вака. Удрија во Сантата мраз, па свртија. Па добро, зошто не ја избегна? Не ја видоа? Не ја видела толку многу добро, зашто си ги оставила двогредите. Некој го зеал клучот од Титаникот. Е, тој го направил проблемот. Што земал клjuč од Титаникот? Кој го земал клjučот? Па после не можеа да си ги зеат двогредите и затоа многу касно видел Сантата мраз. Ау, немале двоглед, не им работеле може. Па што правеле? Не. Е, па што? Па им беше затворен двогредот. Аха. Па на капетаните двогредот, например, ова е двогредот, ова е шкафчето. Да. Вака, еве, вака беше заклучен и вака не може да си го извадат. Не може вака да си ги Што да извадат извадат? нивните двогреди. Ау, што биле ставени двогледите? Што се чува двоглед? Па може да се чува и во шкафче, ама таа шкафче беше заклучено. А тој клjuč не можеле да го најдат. Не, некој го земало бродот. Зошто? Пред да си отиде пред да Остави го почне микрофонот, остави. од Њу Јорк, го земаа клjučот. Од Њујорк го земал некој клjuč. Да, од Њу Јорк. Катастрофа, катастрофа. Михаела, кој ти го даде името тебе? Па, ми изгледа некој друг, не знам кој. Кој ти го дал? И мајка ми и татко ми или докторката што ме вадеа. Докторката? Што правила докторката? Ме ваде? Од каде? Ме вадеш. Од стомакот. На мама. Она таа што вади од стомак. Да, ма не ми кажа кој го измисли името. Ама мислиш, се сомневаш на докторката, а? Па мајка ми ја покажа сликата како личеше докторката. Многу порано. Одамна, сакаш да кажеш. Да, во 2018 година. Убава докторката? Да. Значи докторката мислиш дека ти дава име. Таа кума ти е докторката или не? Не, Па кој ти е кум? Кум, некој кумши што се викаат. Не знам како беа. Не знам како се викаат тие кумши. Комши? Да. Они ти се кумови? Не, само имаше други комши што живееме од нашата зграда. Имате многу комши, значи. Да. Голема зграда е? Па има 6 пратови само. 6 па добро, не Ама е голема. Многу голема. Има некои поголеми згради од нас. Да. Тие поубавите се или помалите ти се? Помалите. Ама највисоките сонцето има зрак, па може да ги жести. На кој? На На помалите? луѓето, да. А што има сонцето? Зрак. Аха. Може да и удира зрак на нив и ќе биде топло многу. Во која? Во помалата зграда? И во поголемата. Аха. И тоа е добро или не е добро? Па не е добро баш. А чекај, човекот може ли да под вода да живее, во вода? Може ли да биде како риба? Па рибата има опашка. И ние за тоа не можеме да бидеме под вода. Па да,
Само ние влегуваме во вода и пливаме. А сирената има опашка, може да живее под вода? Да. А, И јас сум гледала едно тоа чудовиште од Биби од Боби и сум гледала една голема шкулка што се отворила и имало бисери и тој бисер правило пена и се направило како сирена. така. Многу А таа сирена се викала Сребра. Си видела ти сирена? Во живо? Па да. Да. Ама на цртаните. Вака во живо не си сретнала негде сирена? Не во живо. Па негде мама и тато ќе им текни да одиме негде, па ќе ме носат негде ја ако им кажам и ќе ме носат таму кај што има сирени. Кај што има сирени да идете. А кај живеат? Па кај има сирени? Па сирени има во водата. На море? Па да. Си била Па ти? ја мислам дека во море, во реки, не знам. А некогаш ние бевме во лето на Грција со мама и со тато. И потоа нешто тато го цапкаше на нозете и тоа не знаеше што е, ама некако успеа да го знаат. И потоа кажа рипчиња се мали. Не, ја мислев да не е сирена. Да. А не е сирена, рипчиња се. Да. А ние некогаш со баба и со дедо и со мама и со тато бевме во Модриште и таму паѓавме со баба мали рипчиња. Каде во Во Модриште. Кај е тоа? Па Модриште е негде уште подалеку, ама само малце блиску. А што е тоа Модриште? Село е? Па да, село е. А река има, езеро, море, што има тоа? Па има река што таму има многу рипчиња. Како се вика таа река? Ама ја имам 3 градови. Ајде кажи. Па еден Скопје, еден Македонски Брод и еден Модриште. А Модриште, кај е бе тоа Модриште? Која река тече таму во Модриште? Модра река. Па изгледа така е. Да. Добро. Ма не ми кажа, значи кум не знаеш кој ти е кум. Ги знам, ама не знам како се викаат имињата, ги заборив. На кумот не си го знаеш името. Да, Па може кумот ти го дал името, Михаел. изгледа. Ама од тој ти од комши сакаш да ми кажеш за тоа, Да. Значи комшија сте се одвој кум, па добро, вие сте таму многу луѓе и едниот па да ти биде кум, така. А вие сте кумови на некого? Па да сме кумови тие што се блиско до нас. И тие комши? Да. Вие сите комши, цела зграда, секој на секого кум? Да, некои што ги знаеме тие се кумови, а некои што не ги знаеме не се кумови. Да, тие што не ги знаеш, нема што да ти е кум, кога не го знаеш. Така? Да. Знам. Михаил, а да не се викаш Михаил, како би сакал да се викаш? Ѓорѓе. Ѓорѓи? Интересно. Добри имиња, бе. Па да бе, од кај ти текна Ѓорѓи? Не, така, имам некој другар од Граинка, пред многу стари години. Пред колку? Пред година и пол, 2? Не, 4, 5. Пред 5 години си бил во Градинка. И памтиш? Од кога памтиш ти? Ете, така, од 5-6 години памтам. А од претходно не памтиме. Зошто не памтиме кога сме бебиња? Ти памтиш нешто од бебе кога си бил? Мислам дека да памтам бе кога беше лето, кога одевме на плажа со татко ми. Таму малку ме ставаше во вода, не може во длабоко. Бидејќи ќе се попува. Ама уште бев мал, има 2 годинки нешто. Од 2 годинки памтиш? Да. Браво бе. Видиш кога си бил мал. И то памтиш во пелени дали си бил, така или не? Да. Памтиш? Памтам. Со пелени беше? Да. Од тогаш памтиш? Мислам дека од 3 години сите пелени ги потроши, бидејќи се плашев од шолјата да... Од шолјата се плашеше? Да. Зошто? Да не паднав. Да не паднеш од шолјата? А сега не се плашам. Сега си голем. Да, сега не сум мало бебе. Да бе, не си мало бебе сега. Правите шеги вака за 1 април дома? Малца. Да. Што? Па, например, со Дејан ќе ги земаме тие од семинатата и јас ќе се облечам во тоа и озат и го бркам, не бе како сам мобил и вака со стапче го правам и го мамам со стапчето, се бркам. Така ли? И тој тогаш го зема автобусот и ти враќа, така?
А магично стапче, а да имаш на вистинско Не на магично стапче, играчка е Па тоа. добро, ама да имаш вистинско магично стапче. Што би сакала да промениш? Што би направила? Каква магија? Сакам да се променам детската да биде цела снежана. А, А там ми е розова, цела розова детска ми е. Розова? Креветот ми е розов, шкафчето ми е розово, зидот ми е бел. Имам како и цветови што ми се розови, се ми е розово. И ти не Бирото ми е розово. Не сакаш да биде роза? Сакам, ама сакам да биде малце и друга боја. Например, која? Па да има и малце жолта, жолта, црвена, да има плава, а не само розова. Абе, кој ти ја направи така детската? Па мама нарача таква цела да ми биде роза. Леле, морало цела розова да биде. И не те праша тебе? Па тоа што бев родена. Она пред ти да се родиш, па од кај знаела дека ќе бидеш женско? Па кога се родив, кога имав 0 години, кога имав само месеци, тоа што ми ја направила детската. А, така. А после тоа, кога се родив, знаев дека тоа ми е детска моја и после се навикнав да спијам, ама не сакав да спијам во кревече. Имав 5 години и во кревече спиев. Фала Богу, на 6 години се научив да спием во детска, дури сама. Леле, фала Богу јас. А иначе со кој спи? Кој кревече? Од детско мало кревече? Тоа е како за бебиња. За бебешко кревече спиеше до 5 години. Ама нозете вака ти штрчеа малце? А? Ми скача од кревечето. Ти искача од кревечето? И си викаш, не бе, во ова кревече ќе спија. А сега се шириш на големиот кревет. Ма, ја му викам на тато секој ден кога спие, го будам и му викам тато, можам стане да донесе ако бато. И вика, оќе ми се спија. Тато и го влечам, го тегнам и фала Богу еднаш кога ми го однеса, кога го гуштав, само го направи. И си ля заспа. А ти тоа го бараш бато да го гушнеш? На лечкото, татко? Па, јас без него никош не сум заспал. Фала Богу, вчера спиев без бато, сама спие вчера. Аха. Сама, скро сама. А малото кај спие? Потоа некојаш спие кај мама, кревечето веќе е распаднато, не ни тема. И некојаш Па ти си спие го само кај распаднала мама. на 5 години спиеш. Некој спие кај мама, а некој спие и кај мене. Или некојаш кај мама, па кај префрлат кај мене. А Да спие. тато кај спие? Па да спавна, со мама. А, дека викаш. А бато во срединка. И, например, кога ќе заспие, он го зима, јас спиам и он го носи кај мене на креветче. На кревет. А, зашто тројца таму ќе нема место, нели? Сакаш едно кафе да ти дадам? Не, Не пиеш кафе? не пијам, Зошто? што сум дете. Па што има врска ако си дете, тоа не е страшно. Тато пие кафе и мама. А ти не. А зошто дете па не смее да пие кафе? Не знам, А? зашто горчи. А, дека горчи. Па како го пијат бе возрастните, ако горчи? И на них не е горчи. Чекај, може ставаат шекер. Финта. Така? Па ти Јас стави... пијам какао. И па што е разлика какао и кафе? Да ставаш шекер во какаото? Не, Не ставаш? не малце става. Па исто и во кафето бе малце шекер ставиш. Страв ли ти? Јас знам што ти е страв. Да не ти порасне опашката, признај. А? Да. Еј, Не, не. ја еднаш се напив кафе и ми горчиш. И ти горчеш. А, и од тоа ще рече кафе. Никогаш веќе така си рече. А постојат живи диносауруси? Постојат. Каде бе? Не знам тачно, али мислам дека во шум. Во шума, диносаурус? Да. Мислам дека таму има. Сум гледал мистер Бин каде оди во шума да слика нешто и гледам тој застана некаде вака се здрви. Потоа гледа на една трава, нема диносаурус. Потоа пак нешто и само тоа се врти само црвен диносаурус. Црвен диносаурус? Да. Што збори? Сварно, Вистински? да. Страв ти од диносаурус ти да сретнеш уживо? Па, еднаш кога бев во зоолошка градина отека во Скопје, не видов жив диносаурус, ама видов. Не жив. И потоа се сеќавам тој диносаурус беше не стварен и потоа нешто се сеќавам имаше нешто за да згазнеме и он само оди ми памет. Аха. Интересно ова со диносаурус. Да.
Братче, сестричка имаш? Имам брат. Како Има се вика? Давид. А ти кој му го даде името на Давид? Мислам. Тој комшијата? Да. А? Ама кога бев бебе, кога ме ваде од стомакот, не разбирав што беше комшија. Неки бебињата не разбираат што е тоа. Не знаат што е комшија. Да. Аха. И сега Комшија е кум. Според ова Да. јас и ти што разговараме, Да. кум ти е комшија. Тој комшија што го знаеш, ти е кум. Тој што не го знаеш, не ти е кум. Така? И значи Давид, кој му го даде името? Кој го смисли? Па, Изгледа докторката. да. Изгледа докторката. Па, докторките смислуваат имиња? Нели? Да. Јас мислам така треба да биде. Докторка, она го вади бебето и вика ќе се вика вака. Да. Јас мислам дека така. Или докторките кажуваат што ќе се појави, дали брат, сестра. Од кај знае докторката машко ли ќе излезе бебето или женско? Така. Вака, мислам дека ја проверуваше косата дали е женска или машка и дозна дека е машка, па затоа смисли машко име Михаил и затоа се вика Михаил. А кај ја проверувала косата? Овде на глава. Кога ќе се роди? Да, Се раѓа и она вака фаќа по косата и вика ова е машко, така? да. Или женско. кој Или е женско. Значи тоа може само според косата да се одреди машко ли или женско. Да. Знаем да ти кажам тоа. Толку за денес од Лол со Мак Петрол. Денес научивме дека децата имаат своји правила, своји логики и искрено понекогаш се подобри од нашите. Ако ви се допадна оваа епизода, лајкнете и споделете и пишете ни кој дел ве насмеа најмногу. Се гледаме следната епизода каде што повторно децата зборуваат, а ние само се смееме и уживаме. Со Сашко и со Мак Петрол. Со Сашко и со Мак Петрол.